И активистите и волонтерите на Црвен крст Кочани се вклучија во одбележувањето на денот на гладта. На неколку локации низ градот собираа парични средства преку продажба на вредносни бонови. Се спроведува и акција за обезбедување храна за деца од социјално загрозените семејства. Црвениот крст и оваа година се вклучува во глобалните акции за борба против денот на гладта. За таа цел секоја година од 16 до 22 октомври ја спроведуваме неделата на борба против гладта во Црвениот крст со кампањата Помислете на нас. Општинската организација на Црвен крст Кочани се вклучува во оваа кампања и спроведуваме активности на општинско локално ниво. Значи еден дел од активностите кои ги спроведуваме е собирање на парични средства преку продажба на вредносни бонови. Имаме волонтери кои се на терен, така што ги повикуваме граѓаните кои може да донираат и со помош од 20 денари, значи може да помогнат во оваа наша активност. Вредносниот бон е 20 денари. А исто така, значи, планирани се и акции со училиштата и со градинките во акција во дел на обезбедување на храна кои ќе бидат за деца кои доаѓаат од социјално ранливи семејства. Црвениот крст со своја активности се вклучува и во одбележувањето на 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе. За таа цел спроведуваме врсничка едукација која е планирана да се спроведе денеска со учениците од прва година во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. Трговијата со луѓе представува најтешка форма на нарушување на човековите права и се споменува како модерно робство на денешницата. Можам да кажам дека младите се ранлива група и сметаме дека најдобро оружје за овој проблем е добрата информираност. Затоа што сепак Македонија представува земја на дестинација и земја на потекло и се со таа цел спроведуваме ваква врсничка едукација каде што ги таргетираме младите се со цел да донесуваат поинформирани одлуки. Според Државниот завод за статистика во Македонија имаат проблем да обезбедат храна околу 450.000 луѓе и во просек имаат по еден оброк дневно. Од друга страна годишно во Македонија се фрлат околу 12 тони вишок храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Со намалувањето на количеството отпад од храна и дистрибуцијата на вишок од храна на луѓето, на кој што им е потребно, Македонија може да го намали проблемот со гладот и сиромаштијата.